Добро вечер на сите. Моето име е Андреа Стојковски, доаѓам од Македонски центар за европско образование. Пред некои 13 години кога бев на интервју за работа за еден проект во областа на животна средина, ме прашаа што знаеш ти за природа и реков знам дека сакам да уживам во неа и сакам многу да научам. И после тоа имав шанса на вистина да научам за природата. Работев на составувањето на Законот за заштита на природата во неговата оригинална верзија, донесен 2004 година. Верувам дека ова не е тема за која што би можеле да зборуваме сега и да можеме да зборуваме со емоции и со голема жар. Не со сите. Со оние кои што целиот свој живот го поминале во природа, работеле на заштита, се екологисти, активисти и така натаму, веројатно тоа нема да недостасува, емоциите нема да недостигаат. Меѓутоа, да зборувате за животна средина кога во државата има далеку други поважни проблеми за разрешување, веројатно не е едноставно. И токму поради тоа, дел од теоретичарите кои што зборуваат за правата на животна средина или за меѓународното право на човекови права, велат дека тоа е право од третата генерација. Не дека е право кое што дошло подоцна, туку свеста за потребата од заштита на животната средина се создала многу подоцна. Тогаш кога почнала или настанала потребата од заштитата на животната средина. Вечерва овде за да дебатираме за политиката за животна средина, каков е концептот на одржлив развој кој што Македонија го има избрано, колку од меѓународните стандарди или меѓународните обврски кои што Македонија ги има превземено ги исполнуваме, ги почитуваме, каде се наоѓаме. Со мене се Драгана Велковска од Сдружение за заштита на животни и животна средина 1, Пеце Мирчевски од Комисијата за заштита на животна средина од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Александар Дојранлиев од Сдруженијето на граѓани патокази од Гевгелија и Никола Писарев од Центар за современи уметности, меѓутоа веројатно многу повеќе ќе го препознаат како екологист активист. Нема да се обидеме да ја фокусираме дискусијава и да одбереме една конкретна област од животната средина, ќе се обидеме да покриеме што е можно повеќе за да можеме да задоволиме на различните интереси или на блискоста на многумина овде од нас. За почеток на дебатата, Пеце Мирчевски, а потоа ќе продолжиме сите поединечно. Добро вечер на сите присутни овдека во кампот на Слободата. 32 ден сме овдека да го изразиме револтот, протестот против оваа влада која во претходниве 9 години државата ја донесе до ова дереџе до кој што сме денеска. Во држава во која се бориме за слобода, во држава во која се бориме за демократија, во држава во која се бориме за владење на правото и да зборуваме за животна средина е малце непопуларно, меѓутоа како што поблиску ќе пристапуваме кон Европската унија, така оваа област ќе биде се побитна и побитна не само за граѓаните и сега е битна, меѓутоа за државата и за исполнувањето на правата и должностите за влез во Европската унија ќе ни биде и те како битно. Во држава во која има афера за прислушување, во држава во која има политички затвореници, исто така е многу тешко да се зборува на оваа тема. Да бидеме малку поконкретни. Над 500 милиони евра оваа влада потроши за споменици, а во главниот град и во повеќето градови во Македонија немаме ни пречистителна станица. Панорамско тркало од 18 милиони евра се планира во Скопје, а немаме депонија за складирање на отпад. Имаме една која исполнува минимални услови во Македонија, тоа е Дрисла. Во другите градови немаме воопшто ништо и таму каде што се третира отпадот, тоа е во страшни услови кои не исполнува ни еден стандард по ни еден закон и ни по ни една ратификувана конвенција која имаме како држава. 5,5 милиони евра се планираат за споменик на мајка Тереза, а имаме нефункционални мерни станици за мерење на воздухот во државата. 2,5 милиони евра се потрошија за фонтаната, за новата фонтана на плоштадот, која работеше само еден ден. И тука ќе застанам и повеќе нема да зборувам, заради тоа што на сите вас ви е познато што се направи во овие години, односно што не се направи, а се потрошија многу пари. Ја денеска ќе се фокусирам повеќе на Законот за животна средина. Овој закон е донесен 2005 година и од тогаш нааму се направени десетина измени и повеќе на овој закон
и се уште нема ни пречистен текст на законот, а не друго. Законот за животна средина е еден од законите во Македонија кој е еден од поусогласените со регулативата, односно со врските што ги имаме преземено како држава кон Европската Унија и подзаконските акти сите што следат во ова област. Ја ќе се осврнам на уставната определба на државата, каде што во член 43 се вика вака: секој човек има право на здрава животна средина, секој е должен да ја унапредува и заштитува животната средина и природата, и Република Македонија како држава обезбедува услови за остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Како што кажав, законот за животна средина е донесен пред 10 години во државава, меѓутоа проблемите не се решени практично. Ние имаме добар закон, убаво звучи, подзаконски акти се донесени во годините што следеа после тоа, меѓутоа практично многу малку заживеа дел од имплементацијата и практикувањето на овој закон. Јас сакам неколку работи да напоменам кои се по мене битни во овој закон, кои се третираат во овие години, меѓутоа и доста недоследности кои следат. Ќе се осврнам на локалните еколошки акциони планови кои ги подготвуваат, изготвуваат, односно треба да ги донесат општините, односно локалните самоуправи во Македонија. Во првите години, значи од 90-те години, сите како средства влече од меѓународните донатори во Македонија донесоа некои какви такви локални еколошки акциони планови, меѓутоа во моментов повеќето општини или воопшто немаат донесено, или тие што имаат донесено вакви плански програми, вакви планови, воопшто ги немаат усогласено, односно се истечени како важност. Важноста на локалните еколошки акциони планови е 6 години, а како што кажав, повеќето општини или се застарени или воопшто немаат донесено нови. Обврска на Министерството за животна средина и просторно планирање е да ја води оваа постапка, односно да води и регистар, и во исто време исто така има обврска да ги на општините да спроведат оваа обврска. Исто така во последните години мора секоја општина да направи катастар на загадувачи, каде што на своја територија ќе мора да ги лоцира сите загадувачи кои се на подрачјето и да води сметка за тоа што они во текот на годината, во текот на период работат. Неколку други обврски кои се од Законот за животна средина, тоа се стратегиските оцени за животна средина, проектите за оцена на влијание на проектите врз животна средина и се разбира елаборацијата за заштита на животната средина. Ова се проекти кои се изработуваат во оваа област, за кои проекти за дел од нив издаваат одобренија, односно решенија општините, а за дел од нив издаваат одобренија Министерството за животна средина и просторно планирање. Битен фактор во оваа област е мониторингот и инспекцијскиот надзор. Мониторингот во овие години претходни многу малку се врши, има неколку недоречености. Министерството има неколку инспектори кои ја покриваат територијата на Република Македонија, меѓутоа главниот проблем, бидејќи добар дел од надлежностите се децентрализира на ниво на општините, општините се слабо, односно или воопшто немаат кадар за оваа област, имаат по еден инспектор или воопшто немаат инспектор за областен инспектор за животна средина, или тој ако ги имаат покрива неколку области. Например, еден областен инспектор за животна средина покрива во исто време и оној инспектор за комунални дејности, инспектори за животна средина, инспектор за домување и така натаму. И во тој дел многу малку има и време и надлежности, а и знаење како инспектори кои покриваат повеќе области, за да може да се посветат точно на оваа област. Јас во овој прв дел толку би имал да напоменам, оставам на моите соговорници да ги начнат другите теми, а после во вториот круг ќе продолжиме со другите дискусии. Благодарам. Благодарам, Пеце. Не е баш дека не можеме да зборуваме за владење на правото ако сакаме да се фокусираме на животна средина. И еве еден пример. Според нашиот закон за заштита на природата, за да можеме едно подрачје да го прогласиме за заштитено подрачје без оглед на категоријата во која што го прогласуваме, треба да направиме најнапред проценка на состојбата и да ги утврдиме вредностите поради кои што истото подрачје ќе ја ужива заштитата.
На другата насока, ако сакаме да ја укинеме заштитата на одредено подрачје, треба да ја следиме истата постапка и повторно да направиме оценка на состојбата, да видиме дали се изгубени вредностите поради кои што одредено подрачје е прогласено за заштитено подрачје. Алшар беше еден од парковите на природата кој што уживаше заштита согласно Законот за заштита на природа. Меѓутоа, постапката за укинување на неговата заштита не беше следена. Ако ние имавме нормална правна држава и ако имавме активен уставен суд, веројатно тој закон за укинување на заштитата на Алшар како парк на природата ќе беше укинат. За жал, не е така. И уште една работа на која што ме потсети Пеце во неговата дискусија, 500 милиони евра за фонтани и споменици. Пред 12 години на истиот оној проект на кој што започнав да работам во делот на животна средина, правевме проценка на потребните трошоци за имплементација на европското законодавство за води во Република Македонија. Тогаш законодавството не беше толку развиено колку што е сега. Од таму верувајте дека оваа цифра која што ќе ви ја кажам ќе биде далеку поголема сега, одошто тогаш. Меѓутоа тогаш пресметаната сума за имплементација на целокупното законодавство за води беше 1 милиарда и 180 милиони евра. 500 милиони евра потрошивме на фонтани и споменици. Драгана Велковска од Сдружение за заштита на животни и животната средина 1. Денеска за Охридско езеро, така? Еден од бисерите. Повели. Благодарам. Добро вечер на сите. Како што ме најави Андреј, доаѓам од Организација за заштита на животни и животна средина. Организацијата е релативно млада, се основаше во јануари 2014 година и еден од моменталните наши најголеми проекти на кои работиме е заштитата на Охридското езеро. Организацијата е еден од иницијаторите и основачи на граѓанската иницијатива Охрид СОС. Иницијативата се формираше на почетокот на оваа година и се формираше како последица на обидите на општина Охрид да донесе нов генерален урбанистички план кој што ќе во многу голема мера ќе го оштети езерото. Бидејќи иницијативата воопшто не сака никаква политичка конотација, тоа е причината што јас овде денес не ја представувам иницијативата како таква, но доаѓам од организацијата. Една од причините што иницијативата ја има се води, односно од тие принципи и така на тој начин се размислува во неја, бидејќи не е моменталната владеачка гарнитура во Охрид единствената виновна за тоа што сега се случува, но наназад сите градоначалници кои биле во Охрид, сите гарнитури кои биле во Охрид придонеле малку по малку за да биде ова што е денес. Во таа насока, како што зборуваше и господинот пред мене, во однос на законодавството, дали се почитува или не се почитува, за Охридско езеро, односно за новиот генерален урбанистички план се изработи нацрт стратегија за оцена за влијание врз животна средина, која што вели дека активностите кои се планираат со новиот урбанистички план не треба да се спроведат од причина што кај студенчешко блато, кој во моменталниот урбанистички план се прават обиди тоа да се урбанизира, како што сега моментално не е. И тој нов урбанистички план ќе значи смрт на блатото, а смртта на блатото ќе значи смрт на езерото. Тоа значи дека изработувачот на новиот урбанистички план воопшто не ја земал предвид оваа оцена, која на навистина буквален, мислам, најотворено кажува дека на тоа место не сме и не треба да се гради. За жал, ние се бориме се уште, нашата организација достави коментари до општината, до изработувачот на студијата, до Министерството за животна средина исто така, добивме позитивен одговор дека коментарите се прифатени, дека се согласуваат со тоа што го кажуваме, дека тоа место треба да се прогласи за заштитена зона, бидејќи навистина верувајте дека ако во наредниве 50 на години блатото умре, уште толку отприлика години ќе бидат потребни за да го снема и езерото. Друга исто така важна точка на која организацијата работи е промената за управување со Националниот парк Галичица,
каде што еден од многуте проекти кои се предвидени е и еден експресен пат Охрид-Пештани, кој што ќе поминува низ заштитени зони од националниот парк, што е повторно незаконски. И државата, за да го спроведе тоа во моментов, се активно работи на тоа да ја симна заштитата од спорните зони и за да може тој пат проектот непречено да се одвива. Ова е исто така огромен проблем за Охрид, бидејќи се, освен тоа што езерото е заштитено од УНЕСКО и е светски признато и познато културно и природно наследство, ние зборуваме и за уништување на национален парк, односно зборуваме за уништување на Охрид како туристичка дестинација, бидејќи Охрид е туристичка дестинација поради својата природа, а не поради односно хотелите кои таму се нудат. Ова беше истакнато и на состанокот со Европската банка за обнова и развој, кој што се одржа минатата недела. Невладени организации од регионот, Охридскиот регион присуствуваа на тој состанок и ја изразија својата загриженост за овие предложени проекти. Од банката имавме позитивен одговор и тие сметаа исто така дека не би требало да се спроведат проекти кои би наштетиле на природата на Охрид, бидејќи на нив им беше јасно дека природата на Охрид е таа што го прави Охрид туристички центар. И се надеваме дека нашата соработка со банката ќе продолжи понатаму. Во тек се процедури за утврдување на подрачјето, односно на зоните во подрачјето, за мапирање на биодиверзитетот, ќе се прават повеќе студии, ќе се вклучи и УНЕСКО во тие студии, така што сметаме дека постои сепак некаков простор за Охрид да се заштити вистински, целосно и трајно и да не биде понатаму мета на некакви финансиски интереси кои секогаш ќе ја ставаат неговата иднина и неговиот опстанок во втор план. И јас би завршила овде за почеток. Драгана, ти благодарам. Колку за појаснување за овде за тукашната публика, Националниот парк Галичица започнува, односно се спушта по својата граница на брегот на Охридското езеро, некаде кај хотелот Гранит, и продолжува по бреговата линија до тромеѓето, односно до границата со Албанија. Тоа е територија која што би требало јавната установа Национален парк Галичица да ја управува во целост. Согласно Законот за заштита на природа не треба да зборуваме за генерален урбанистички план, туку треба да зборуваме за просторен план на Националниот парк. За жал и тоа не можеме да го зборуваме. Се надевам дека сакајки да направиме туризам, нема да отидеме предалеку во оној масовен туризам кој што се обидуваше со братот да ни го продаде овде во Македонија. И дека нема да го загубиме Охрид, иако кога би се прашувала јас, веројатно би заминал на некое друго место, ама за другото место од нашиот последен говорник за вечерва, за почеток Александар Дојранлиев, со малку по блиски проблеми и проблеми кои што задираат директно во животот на луѓето во Гевгелие и Гевгелиско. Повеле, Александар. Благодарам, Андреј. Благодарам на представувањето. Значи, Александар Дојранлиев, доаѓам од Гевгелија, од иницијативата Арсена и од Сдруженијето на граѓани патокази од Гевгелија. Доаѓам од градот во кој што од славините на чешмите буквално ни тече отровна вода, вода со арсен. Граѓанската иницијатива Арсена, значи преку својот правен застапник, односно Сдруженијето на граѓани патокази од Гевгелија, ја потпиша платформата за која застана 80 невладени организации и со која се бориме за да дојде нели до исполнување на барањето на народот. Зошто сум денес тука пред вас? Да го кажам нашиот проблем, значи, поради континуираниот молк на како на локалните власти, така и на централните власти, како и континуираното непревземање никакви мерки за предупредување на граѓаните во Гевгелија дека пијат отровна вода, како и тоа што не превземаат никакви мерки за решавање на проблемот, но исто така предизвикуваат и молки по нивните медиуми. Додека Гевгелија е соочена со реален проблем, кој што веќе трае со години наназад, гледаме дека ова власт ни гради само некои си неприоритетни работи, ни гради споменици, ни гради фонтани, ни гради секакви работи. Ете баш тука, од пред владата, сакам да ја потсетам владата дека баш нивниот државен секретар за
нивниот државен секретар за животна средина Сонја Лепиткова лани во 2014 година во февруари, откако беше подигнато нивото на проблемот со арсенот во Гевгелија, дојде во Гевгелија сакајќи да ги смири граѓаните на Гевгелија и кажа дека проблемот на гевгеличани зима приоритет во новата национална стратегија за води на Република Македонија. Од тогаш до сега имат поминато година и 4 месеци, но се уште не гледам никакво решавање на проблемот. Дали се беше предизборен памфлет за да се смират страстите помеѓу граѓаните, бидејќи буквално беа гневни за целото молчење на општината, или стварно сака нешто да направат, оставам и времето да покаже, ама и сите ние веќе знаеме кон што целеле. Друга работа, значи почнаа со искупување на бунари за нова здрава вода, но и тоа беше една успешна нивна предизборна лага. После еден месец од нивното копање на бунари бевме на лице место и видовме дека уствари не постои никакво дупче од нови бунари. Сакам да кажам, значи власта тотално нема слух за потребите и за приоритетите на граѓаните. Додека гевгеличани значи се трујат со отровна вода континуирано, таа си го продолжува да си го гради својот проект Скопје 2014, а гледаме веќе завзема и нови рамки како Скопје 2015 со некои нови проекти. Ево на неколку стотици метри од овде, пред некој ден е направена нова фонтана. Поврзано ми е на мене со вода. За таа фонтана се потрошени 2,5 милиони евра. Со тие пари, буквално, ние во Гевгелија би добиле нови бунари со чиста вода и конечно ќе се прекине со труењето на целокупниот народ. А не сме малце, 20.000 сме, може сме мал град, но сигурно не личи да бидеме оставени на маргините и да не се решава нашиот проблем. Тука се прават некои вакви велелепни работи. Значи, исто така, власта е должна и да ги известува граѓаните за присуство на било каков отров во водите кои што се за пиење. Инаку, заборев да кажам на почетокот, водата во Гевгелија е забранета за употреба на човекот веќе 2 години и 9 месеци. Се забранува нејзино конзумирање, се забранува и готвење со нејзе. Забраната е изречена од Агенцијата за храна и ветеринарство. Таа забрана се уште успешно општината сака да ја прикрие чувајќи ја некаде во фјока, но сепак ние како граѓански активисти од иницијативата Арсена не остануваме молчешком да гледаме на целото тоа, туку одиме и го запознаваме народот во Гевгелија, им кажуваме буквално за проблемот со водата, ги подочуваме дека со вриење и со варење никако не избегнува тој тежок металоид од водата, но власта едноставно сака да го премолчи сето тоа, сметајќи дека единствено преку нејзиниот молк едноставно би спласнал целиот проблем. За жал, морам да додадам дека и стапката на заболување во Гевгелија во последните 10 години од карцином е зголеме за 80%. Од тоа, стапката на смртност од карцином во Гевгелија се накачи на 20% и станавме меѓу првите 5 општини во Македонија каде што има висока стапка на смртност од карцином, а сепак Гевгелија важи за чиста еколошка средина. Добро, одиме, значи локалната власт е молчи цело време за целокупниот проблем, исто така и јавното локално комунално предпријатие. Тоа е најодговорно за таа цела работа, таа треба да го стопира тоа труење молчешком на народот, но таа сепак продолжува да ја испорачува таа вода, не го известува народот преку сметките дека таа вода треба да ја користи како техничка и едноставно ја наплаќа се уште како здрава и пивка вода за пиење. Затоа имаме испратено и своји иницијативи како Арсена до Општинскиот совет, но и таму исто така не најдовме на слух, туку едноставно тие иницијативи повторно беа скриени. Веќе неколку години поред се збори кога Ептен ќе дојде до некоја си
жустро онака општината која ќе почне низ градот да се збори за арсенот, тогаш онака знае да само да ја смири топката и да каже да, ќе се работи на проблемот во буџетот, ќе се издвојат пари, ќе почнеме со работка на нов проект, ама сето тоа паѓа во вода и веќе 3 години нема никакви издвојувања од буџетот за правење на нешто ново. Сакам да кажам нешто и за функционалноста на институциите. Често пати, тоест до сега, барем овие години и пол, имаме направено повеќе анализи на водата во Гевгелија. И анализите ги правевме во Институтот за јавно здравје овде во Скопје, кое што се наоѓа во иста зграда со Министерството за здравство. На тие анализи насекаде пишува со големи букви дека водата се забранува за пиење поради зголемено ниво на арсен, кое што е дури за 70, 80 или 90 пати поголемо од она дозволено ниво кое што го дозволила Светската здравствена организација. Светската здравствена организација дозволува некое си ниво на 10 микрограми на 1 литар вода на арсен. Но ние имаме 17, 18, 19. Општината, значи, ги погазува и овие државни институции и кажува дека Институтот за јавно здравје не е компетентен да збори за арсенот и да го испитува него, иако ги има сите сертификати светски и европски. Светски и европски. Добро, овие стандарди на Светската здравствена организација се пропишани во правилникот за води, кој го има оваа држава, нашата Македонија. Тој е предложен од Министерството за здравство, а е изгласан од страна на парламентот уште во 2008 година. Што значи дека тие го погазуваат и правилникот, погазуваат се кога се работи само за нив. Поради целиот молк и целата неглижа кон граѓаните, поради недовербата на личните нивни институции, решивме ние, значи, како граѓанска иницијатива да не седиме мирно и да ги буткаме и цело време да ги потикнуваме да размислат што побрзо да го решат овој горчлив проблем и да најдат сигурно приоритети кои што се приоритетни за сите граѓани на Македонија. Еве, не да зборувам само за Гевгелија. Приоритет нека не ни биде гипс, стиропор и не знам што. Има многу поважни приоритети во државава на кои што треба да се размислува. И најнакрај сакам да кажам дека здрава вода ни е пропишана како граѓани и во Уставот, а пропишана ни е и во правилникот за води. Фала. Александар, благодарам. Правото на здрава животна средина, правото на живот подразбира право на квалитетен живот. И првенствено, ако зборуваме за квалитетен живот, затоа треба да зборуваме за здрава животна средина. Бидејќи тие две работи, тие две права се поврзуваат. Квалитетот на животот зависи од тоа во какви услови живеете. И животот зависи од тоа колку е добар животот. Не е едноставно да умирам секој ден или да живеам 15 минути. Разликата е многу голема. Александар, нема да те утешам и нема да утешам веројатно никого. Меѓутоа во оваа држава ние самите, институциите заборавија на другите институции и институциите заборавија на своите обврски. Во 2004 година, кога беше донесен Законот за заштита на природата, постоеше обврска која што вели дека во рок од 3 години ќе биде усвоена национална стратегија за заштита на животната на природата. Денеска сме 2015 година, значи 11 години од како законот е во сила, ние се уште ја немаме видена таа стратегија. Никој не се грижи за животната средина. Сите се грижат за нешто друго и добро ќе беше ако навистина имавме проблем, па ги решававме проблемите, одошто да правиме фасада на животот. Фасадите на животот не ни вршат работа. Никола Писарев, активист, екологист, ќе зборува за својата борба и за своите доживувања во заштитата на животната средина. И веројатно ќе се обиде да ни даде друга слика на она што го имаме, а што можеме да го загубиме ако продолжиме да правиме фасади на животот. Никола, повели. Фала. Добре, преска бев малку људ дури која го збореше дека е од новата генерација, не знам, третокласно право. Има врска, животната средина е се она околу нас, нели? Тоа го диктира квалитетот на живот.
еднакво како што и слободата на изразувањето, како што и пристапот до правда и праведност, како што и економската благосостојба. Сето тоа ни е џабе ако ние имаме лоша животна средина. Џабе е да имате многу пари во град во кој што мора да дишите на жабри. Џабе е да имате се ако немате воздух или ако немате вода. Џабе е да имате економска благосостојба ако не можете да излезете надвор од својот дом. Токму тоа ни се случува овие последни 10 години. Одека сите четворица мои колеги зборуваа за колку пари се фрлени на глупостите на 2014 и што би можело да се направи повеќе. Меѓутоа, има уште една работа, која што кошта многу поише од тие 500 милиони евра. Која што кошта, тоа се, онако викаме, непроценливо, може 20, 50, 100 милиарди. Тоа е јавниот простор. Јавниот простор е дел од урбаната животна средина. Тоа е она што не обкружува. Скопје има изгубено 1/3 од дрвната маса изразено во кубни метри. Значи, сите тие приказни сечеме едно дрво, ставаме едно мало дрво на коце, тоа се генерално гачки, затоа што се сите тие дрвца заедно имаат некаква крошна од 1 метро кубно воздух, а оној костен онде на плоштадот, кој потоа некои мои пријатели го црта со солзи, тој костен имаше 90-100 метри кубни маса на крошни. Така да, јас по струка не сум близок со екологијата, сум историчар на уметност, потоа се бавев со комуникации, меѓутоа најголем дел од времето поминувам во природа и многу често соработувам со локалните екологисти, со еколошките здруженија, со ловците, со риболовците и самиот сум дел од тие приказни. Тука меѓу нас има луѓе од сите делови на Македонија и ми е буквално последниве, јас не знам дали тоа се совпаѓа со новиот закон за животна средина или не. Како активиста ги гледам законите како некои хартии кои што се менуваат со дигање два прста, знаеме по нашите парламенти какви аминџи има, така да само треба некој да им напише ново и они ќе го изгласаат. Немате општина која што нема некаков горлив еколошки проблем. Немате регион во кој што луѓето се погласно не се организираат за да барат некакво основно животно право на вода и воздух. Пазете, во 21 век ние се бавиме со прашања кои што се со кои што нормалните земји се бавеле некаде 910-920. Она што се случува со Скопје, со PM10, PM50 и сите тие честички што ние не можеме да ги видиме, а они ги гасат машините за да не ги гледаме извештаите за нив. Практично на запад тоа се борело 20-тите години. Мора да сватиме дека полека умираме токму заради лошиот однос кон животната средина. А друга една битна работа исто така во тој дел, освен водата и воздухот. Ние, пазете, шумите, реките, езерата, полињата, сето тоа е национално богатство. Дури во средниот век кнезовштините и разните покрајни своето богатство го мереле една со друга, кој колку имал шума, колку била квалитетната негова шума, колку елени имал во шумата, колку не знам имал ова во шумата, колку имал вода, колку имало риби, сето тоа влегувало во пописот на националното богатство на некое кнежевство. Ако сега направиме такво нешто, Македонија дефинитивно ќе биде најсиромашната држава во Европа, затоа што покрај тоа што ние оној зелен простор кој што го гледаме секој дневно околу нас, во урбаните средини и во околините на градовите, нашите шуми последните 10-15 години се испразнети, нашите реки се испразнети, нашите шуми се исечени. Ја не знам колку знаете, меѓутоа ние имаме со шумите една состојба со нелегалната сеча, како во оние вицовите со платата, која имале германецот вика имам плата 1500 евра, трошам 1000, овој другиот вика имам 700, трошам 600, нашиот вика имам 50, трошам 300, не знам од кај ми се тие 250 евра месечно. Исто ние со шумата, ние сечеме 700.000,
некаде метри кубни, а ни треба милион и трошиме милион. Сад кај ни се тие 300.000 метри кубни дрво, значи тоа се 300.000 парчиња, купчиња, уствари, колку овој практикабел кај што седам јас. И во секој едно такво купче има 1 до 3 дрва, зависи колкаво било дрвото, па вие да видиме колку сме и кај сме. Сакате сега еден по еден да почнеме од Куманово до Гевгелија и да збориме до Задутре? Или од Тетово до Гостивар, каде било? Од границата, ако почнеме, од Вратница, таму имаме проблем еден. Сакаат на луѓето да им ја земат водата за да прават некаква мала централа, ма сакаат да им ја земат селската вода. Проблем 2, на 5 км таму, следеќа станица, село Пршавце, сакаат да им ја земат шумата. Некој си добил концесија да ја управува шумата и да ја сече шумата токму во атарот на село Пршавце, во кај што се собира каптажата за селскиот водовод, одиме уште 10 км. Понатака доаѓаме до село Теарце, луѓето си имаат природна костенова шума која што немилосрдно се сече, 50% е уништена. Идеме уште 30 км, доаѓаме до Тетово, таму нема каков проблем нема, заборев од Вратница кога ќе свртите лево доаѓате во Егуновце, таму немаат пчели. Вика, прашајте ги таму што имате, абе вика имаме све, само пчели немаме. Зашо па не живеат вика овде пчелите, не може да живеат, стварно не може да живеат во цел полог, кој што порано сега не знам колку многу мед произведувале, сега медарите се останати да живеат над 600 метара горе во шарпланинските села, оти доле тоа од Југохром, нема ни муви, ни комарци, као со DDT да сте прскале. И сега како одите понатаму, одите во Тетово, го имате загадувањето на воздухот, па имате дива депонија, па проаѓате на следното село, па имате проблеми со вода, пак па доаѓате до Гостивар, па таму имате повторно проблем. И тие немаат вода за пиење. 20 години на Гостиварчани имаат, им извира Вардар, им извира Лакавица, имаат 3 чисти води, многу Мазарачка река, 3 многу чисти реки, ама немаат вода за пиење. Па после имаат тамо депонија, па после влагаме. Ако одите уште по патот, сакате на Кичево, тамо ќе дојдете со Бослома и па Дива Сеча, Демир Хисар и така дале, вамо ако свртите према Девар, ќе дојдете со проблемите на Луково поле, изградбена брана, зонирање и презонирање на национален парк, какви све закони се искршени, така натаму, за да дојдеме до Струга, па таму пак се враќаме на колекторот, на трските, на парапетчето и така ние можеме да возиме цела Македонија, кај да одите не можете да поминете поише од 10 км да се судрите да не се судрите со некаков сериозен еколошки проблем кој што не зафаќа сите нас. Значи еколошките проблеми, ја имаме таа среќа, многу луѓе, екологијата у принцип луѓе, тој однос последниве години, тој не само дилетантско игнорантски, туку еден нечовечки однос кон проблемите на животна средина, конечно на оваа власт и се удира од глава. Значи, као што ние кампуваме тука, во Битола кампува за воздух. Пред 2-3 недели иницијативата Битола сака чист воздух. Така да сметам дека допрва овие прашања ќе добиваат на важност. Да, во моментов можеме да кажеме дека слободата е побитна, така е, се слагам. Ама утре кога ќе дојде слободата, прва работа следна што ќе биде, ќе сакам јас барем да видам дека Гевгелија ќе добие здрава вода за пиење, тоа во рок од 6 месеци или 1 година, дека просторниот план на Република Македонија, кој што е големата мајка на многу еколошки проблеми, вклучувајќи го и проблемот на Националниот парк Галичица, на сите други заштитени подрачја и на многу села во Македонија, ќе мора да седнеме и сериозно да ги решиме ако сакаме да оставиме нешто за следните генерации. И тука пак ќе се вратам на тие 500 милиона од 2014. Тие они што ги потрошија, 500 милиона, ги потрошија, ама многу повеќе милиарди кошта јавниот простор кој што е зафатен. Таа вредност мораме да избориме назад, дрвата мораме да ги вратиме на плоштад, колку сака нека кошта, тие дрва мора да бидат таму, затоа што тие дрва ни значат. Ни значат за да можеме да дишеме, за да можеме да поминеме, за да не умираме и да не паѓаме. Ако погледнеме колку интервенции во јавен простор имало денеска, лани или секое лето и колку имало пред 10-15 години, ќе видиме дека зголемувањето по некои статистики кои што се правени е 200 до 300%. Разликата е токму во тоа што го уништивме јавниот простор, избришавме секаков траг на природата и сега тоа ни враќа. Никола, ти благодарам. Се сеќавате на почетокот што ви кажав за емоции? Видовте што велат емоциите?
Добро, не е поентата на дебатава да си дискутираме ние овде помеѓу нас. Имаме шанси, имаме уште време, барем се додека се гледа за потребите на камерата, а можеби и подоцна, за прашање од публиката или за вклучување дискусија од вас. Ако има некој. Јас би можел на Александар да му кажам што прочитав, повелете. И тогаш беше голем. Голем беше. Тој Костан, колку јас што знам, таа улица е реновирана за некоја посета на крал Александар 20-тите години и после тоа се тие костени засадени. Голем дел од нив, еден дел тие што беа најголеми, меѓу нив мислам дека и тој пред Пелистер што го исекоа така костенот за Пелистер, тој беше голем, тој е саден 30-та година. 30-та година. Значи прошло и српско, и германско, и бугарско, и удбашко, и комунистичко, и социјалистичко, и едно ВМРО-вско, и едно комуњарско, и сега некој мораше да го исече. Тоа не човек може да го направи сам. Веро. Ако не се најдеш кај дрвото, не можеме да се сретнеме, тука се наоѓаме. Немате телефони да посегнеш. Тоа е многу ми е жал, тоа тоа дрвото. Некој друг да сподели сеќавање на својата младост? Кога Скопје изгледаше поинаку од ова што е денес. Кога имаше вистински згради и кога имаше душа, а не фасади. Повелете. Имам предлог сега да направиме некаква анкета кај да направиме плоштад, пошто од секоја земја и секој главен град има плоштад. Пошто немаме, дали ова да го срушиме, па овде плоштад да направиме. Негде плоштад мора да имаме, нели? Па у Велес или у Тетово, немаме каде. Предлог имаме колонистите може да поднесат отварање, значи што се вика Македонија, се вика Козо. Тоа стварно да се посеќа на место на нашата парламент, на скопјаните. Ништо немаме ние скопјаните. Имаме уште еден пријавен. Сите овие што се шатори наместени оваа вертикала, ја би сакал, значи, петиција да се покрне за да на истото место се кренат дрва за да имаме сенка прво и основно, зашто кој знае до кога ќе останеме овде. Може ќе дочекаме, значи, плодови од дрвата и така натаму и дај Боже да дочекаме, тоест не дај Боже да дочекаме, али да дочекаат другите генерации, така да предлог какви дрва да се насадат, а шаторите ќе најдеме место, значи не е проблем. Може се ископа асфалт, може да се вако се стави уште една трева, некоја англиска трева, мешана трева, било каква трева. Легализирана е таа, нема гајле. Ајде. Ние разговараме за проблемите не само на патот до слободата, туку и по неа. Животна средина, рековме, не се решава сега кога не мачат други проблеми, ама треба да размислуваме за иднината. Пеце, повели. Добро, благодарам. Јас сакам само уште неколку работи да кажам. Мене ми е мило што вечерва не само јас и не само ние од опозицијата ги пронедавме проблемите во државата во делот на животна средина и ја критикуваме оваа власт како владее не само во оваа област, него генерално во сите полиња на действување. Јас сакам да кажам неколку работи околу Охрид и тоа што му се случува на Охрид. За жал не е само во Охрид стратегиската оцена за животна средина што е направена не се почитува. За жал и во другите градови, во другите плански документи каде што се работат такви документи, стручните експертите ги пишуваат вонатре сите забелешки, сите предвидувања и видувања за подобра животна средина, меѓутоа за жал и планерите кои тоа го планираат, понатаму и институциите, никој тоа не го почитува и не го практикува, за жал. Како што кажав на почетокот, ние имаме едни од поевропските закони за животна средина и подзаконски акти, меѓутоа во делот на реализација и имплементација за жал многу заостануваме. Во делот на Охрид, студенчишкото блато не само што е предвидено да се укине со генералниот план, него за студенчишко блато општината пред све треба да го почитува она што е донесено од претходните
структури во општината, таму има стратегија, таму има документ за студенческо блато, кој што е платен од таа општина, кој што во кој документ има све напишано што треба да се прави. За жал, ни општината, сегашната локална самоуправа, ни другите институции не го почитуваат тоа. Доволно нека земат, нека го прочитаат, пишува све што треба да се прави. А точно се сложувам, ако тоа се пропасти, ќе го изгубиме Охридското езеро. Уште една работа сакам да напоменам, дека да не се разбереме погрешно. Ние не сме против инвестиции и против градби во државата. Меѓутоа, кога го правиме тоа, мораме да внимаваме на све она што се уништува, односно има начин како тоа се направи, а да не се деградира и уништи животната средина. И на крајот можеме да видиме колку е оваа власт посветена во делот на животна средина. Министерството за животна средина и просторно планирање има еден од најмалите буџети во оваа држава. Меѓутоа не се случува тоа само во државата, и по општините истото се случува. Негде скоро и воопшто да нема пари предвидени во буџетите за било какво инвестирање или правење на било какви плански програми од кои произлегуваат активности и обврски на општините. И на крајот, бидејќи доаѓам од СДСМ, ја водам Комисијата за животна средина и просторно планирање, јас сакам да кажам неколку работи што ние кога ќе дојдеме на власт ќе ги направиме. Во платформата, односно програмата која ќе биде изготвена во наредниот период и која претпоставам дека за наредните избори ќе биде и програма на СДСМ и нејзините коалициони партнери за наредните избори. Неколку работи сакам да напоменам кои ќе ги направиме кога ќе дојдеме на власт. Значи прво ќе го вратиме фондот за животна средина кој обстојуваше во едно минато време. Парите кои се собираат по разни основи ќе ги вратиме назад за проекти со кои ќе ја унапредуваме и заштитуваме животната средина. Континуиран мониторинг ќе правиме на големите загадувачи, меѓутоа во исто време ќе помагаме на големите загадувачи да аплицираат и да земаат кредити од ИПА фондовите претежно, за да можат да ги решат проблемите кои се таложеле со години во овие големи загадувачи. Потикнување на поголема употреба на обновливи извори на енергија, пред све на природниот газ, односно ќе сакаме да ја гасифицираме Република Македонија. Во тоа имаме тоа го знаеме како да го направиме, бидејќи и во двете општини каде што сме на власт, и во Струмица и во Куманово, целосно се гасифицирани овие две општини, и таму не само што трошоците се многократно намалени во делот на основните училишта, градинките, него и во делот на заштита на животна средина многу се намалени параметрите во делот на загадувањето. Отворени сме како партија за сите предлози, отворени сме како партија за сите сугестии во овој дел, во оваа област, така да до сите кои сакаат можеме да седнеме да разговараме понатаму за да ги прошириме сите наши видувања. Се разбира, не сме најпаметните, секогаш сакаме да чуеме и она граѓаните што ќе го кажат. Благодарам. Добро. Да не има веднаш некои предлози. Да, ја имам. Да стане Скопје град со вистински дрва, а не со лажни фасади. Тоа е мој предлог. Али јас ќе се борам следните 20-30 години неверојатно тоа да се случи. На местото на лажните фасади, наместо лажни фасади да имаме вистински дрва. Може би во име на господјата која што пред малку предложи правење на плоштад во градов, да имаме плоштад Слобода овде пред владата. Знам каде беше плоштад Слобода, таму не постои плоштад Слобода, дури ниту јас кога се родив веќе не постоеше. Ама во име на тоа сеќавање на плоштад Слобода таму и на овие веќе 32 дена до Слободата, на кампот на Слободата, ова би требало да биде плоштад Слобода во иднината. Да има душе, да помогнеш и да го слободиш од оваа чужба, да немаме воздух кај да пиши. Само на кратко може. Повели. Прво ние дрва додаму да ги свалиме, не користите дрвата што штетат, а после ги се смртни. И ги направим. Илјана Волошка дозволи да се излечат сите дрва у Скопје, и остана во владата коалиција и искочи која ги секоја дрва. А се декларира како зелена патрија.
Може би ќе помогне да ги исечат овие некорисни, да ги исечеме овие некорисни дрва. Барем едно нешто добро нека направиш. Добро. Има ли уште некој? Некој од овде? Повели. Не кажавме еден податок кој во моментот кога се зборуваше за уништувањето на животната средина и јавниот простор во Скопје и општо во Македонија ми текна, а тоа е дека според последната статистика за респираторни заболувања во Македонија за 2014 година зборуваме за од различни видови на респираторни заболувања, но зборуваме за бројка од речиси 900.000 граѓани во Македонија кои боледуваат од ваков тип на заболувања. Тоа е навистина фрапатна бројка, имајќи го предвид бројот на жители на Република Македонија, бидејќи овој број на заболени се речиси достигнува половина од граѓаните во Македонија. Затоа би сакала да нагласам дека е од многу голема важност луѓето кои што се поставени да вршат одредена функција, да бидат професионалци во тоа што го работат, односно не може доктор, гинеколог или кардиохирург sejedno да извршува функција некаква и на секретарка, и на градоначалник, и на советник во општината. Кога се работи нешто, треба да се работи како што треба. Во Македонија ние очигледно хронично патиме од неработење како што треба. Патиме од партиски директиви и од ситни интереси за кои многу луѓе лесно се продаваат. И кога тоа ќе престане, тогаш можеме да зборуваме за вистинска слобода и тогаш можеме да зборуваме за здрава животна средина и за правата кои ни доаѓа, односно кои ни следуваат според уставот и според и сораѓањето и така натаму. А се до тогаш може вака да се собираме еве како сега, да си помуабетиме меѓу себе и ништо вистински да не се промени. Значи промената треба да настане кај секој од нас одделно за да настане глобално. Благодарам. Благодарам, Драгана. Ако нема никој кој што би сакал да се вклучи, јас би посакал пријатна вечер на 32-иот ден на кампот на слободата. И би посакал што поскоро слободата на вистина да ја почувствуваме и да ја видиме во државата, одошто само да ја чувствуваме овде помеѓу нас. Ви благодарам на сите за присуството и за поддршката. Благодарам на говорниците.